Светата Македонска православна црква ги празнува празникот Обрезание Господово и Свети Василije Велики. Обрезанието Господово е денот кога, според еврејскиот обичај, на 8-миот ден по раѓањето децата биле донесувани во храмот да се обрезат. Овој чин на обрезување е востановен уште во Стариот Завет од Авраама па наваму, бидејќи Господ заповедал да евреите да се обрезуваат по тоа да бидат препознатливи. Но Христос ете бидејќи примајки човеково тело и не сакајки да го наруши законот кој што тој самиот го дадел, им го дал на евреите и тој дошол во Старозаветниот храм да биде обрезан и да му го дадат името Исус. Но во Новиот Завет, веќе во посланието до Галатјаните читаме дека светиот апостол Павле вели веќе ни обрезанието ниту нешто друго има важност, но новата твар, тоа е светото крштение. Како што обрезанието е било праслика на светото крштение, ете денес место обрезание сите православни христијани се крстат во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Да, денеска е и стара нова година Василица. Денес се празнува и Свети Василije Велики. Тој бил роден во Кесарија Кападокиска и како мал на веќе 15 години бил пратен во Атина да учи филозофија, астрономија и сите други светски науки. Со него заедно учеле и Свети Григорий Богослов, Свети Григорий Велики и Јулијан царот, принцот Јулијан, подосна царот Јулијан отпадник бидејќи отпаднал од верата. Но Свети Василije, гледајќи ја со сиромашноста на световната филозофија, почнал да ја проучува и христијанската вера, па така заедно со својот учител Евул се крстиле во реката Јордан и дошол на епископската катедра во Кесарија Кападокиска, каде што епископствувал 10 години. Безброј чудеса направил, безброј оставил и многу пишани книги, апологетски, катихетски, догматски, дури и составил литургија која се служи 10 пати во годината, тоа е литургијата на Свети Василije Велики. Се упокоил на денешен ден во 379 година и се нарекува како пчела во Христовата црква, бидејќи им давал мед на оние кои бараат, а со своето осило ги бодел оние кои ширеле ереси во православната црква. Многу дела исто направил за време на неговиот живот. Еден ден кога царот Јулијан отпадник дошол во Кесарија Кападокиска, го укорил Василije за неговата вера, бидејќи тој отпаднал од верата, му рекол на Свети Василije дека ете, кога ќе се врати од војниот поход, се што имаат богатство да му дадат, за да не го запали градот. Свети Василije ги замолил граѓаните, па тие собрале кој колку имал злато, да го смилостиват царот, но по патот царот починал и сега Свети Василije Велики, не знаејќи од кого е тоа донираното, наредил на градските пекари да направат лепчиња и во сите нив ставил по едно парче од златото. Го поделили на луѓето и кога ете со Божја промисла секој во своето лепче го пронашол токму она што го дал. Многу други чуда има Свети Василije направено во својот живот и затоа еден од најголемите столбови на православната црква.